Развиените земјоделски парцели, кој беше еден од проблемите со кои се соочуваа македонските земјоделци, ќе стане минато. Според моменталната состојба, многу производители се соочуваат со расцепкана земјоделска површина. Токму затоа државата со европските практики ќе ги окрупни земјоделските површини во Македонија со цел зголемување на производството на храна. На ваков начин македонскиот земјоделец може да биде конкурентен на европскиот пазар. Со земјоделско производство на големи парцели полесно ќе може да се обезбедат поголеми инвестиции во одржливо земјоделство, кое ќе придонесе за поголем развој на државата. Консолидацијата на земјиштето не е само реформа. Таа е можност за окрупнување на земјиштето, производство на поефикасно, исто и поефикасно користење на ресурсите и за развој на конкурентни и одржливи бизниси. Од Меѓународната организација за храна при Обединетите нации ФАО потенцираат дека окрупнувањето на земјиштето во државава ќе биде одлична можност да се следат примерите во Европската унија. Консолидацијата нема да се користи само како инструмент за решавање на расцепканоста на земјиштето или за зголемување на земјоделските стопанства, туку како двигател на еден поширок развој, поврзан со инвестиции, со инвестиции во инфраструктура, со адаптација кон климатски промени, во земјоделството и со една многу подолгорочна трансформација на руралните подрачја. Целиот процес за формирање на единствени парцели и вклучување на приватниот сектор веќе е пракса во Европската унија. Големите македонски компании ќе треба и активно да се вклучат во поддршка на земјоделците. На таков начин тие ќе исполнат дел од обврските на зелениот договор. Пракса која веќе се применува во Европската унија помага во зелената транзиција, одржливоста и подобрувањето на земјоделските практики.